Насилствата и војните да запрат барем на еден ден. Ваква е пораката на Обединетите нации по повод Меѓународниот ден на мирот. И Македонија се вклучи во одбележување на денот. Дијана Гогова има повеќе информации. Одиме затоа што не сакаме да седиме, одиме затоа што така сме повеќе заедно, затоа што сакаме да се радуваме едни на други. Вака денеска граѓаните беа повикани да се вклучат во маршот по повод Меѓународниот ден на мирот. Марш кој почна во 13 часот од пред спомен куќата на Мајка Тереза. Предлагам да ги слушнеме изјавите на организаторите. Наоѓаме секој ден начини на кои што се справуваме со конфликти без насилство. И затоа важен е овој ден и важни ни се мали чекори кои ќе не хранат. Мирот не е само еден ден. И ова не ни е идејата само денес да се залагаме или да работиме за и кон мир. Начално кога год да прашате, сите ќе кажат мир, да, сите сме за мир. Меѓутоа, ретко размислуваме што впрочем тоа значи, какво општество е тоа во кое владее мир или во кое е се подобро и подобро. И најчесто забораваме дека на секој чекор е некој повреден или има некој насилство. По повод денешниот ден, повеќе од 15 на граѓански организации под мотото Стоп за специјалната војна против граѓанското општество одржуваат низа на активности кои ќе се случат во мобилната галерија во паркот на франкофонијата. Во пораката пак на Обединетите нации по повод Меѓународниот ден на мирот се вели дека насилствата и војните треба да запрат барем на еден ден. Господарите на војната мора да паднат и да се осудат за нивните злосторства. Човековите права и слободи мора да се почитуваат. Секој поединец заслужува да живее во мир и достоинство. Денеска на сите луѓе во светот им се порачува да пропагираат мир на лично ниво. Студио. Благодарам Дијана Гогова за Меѓународниот ден на мирот. Со оваа информација го завршуваме првиот